Почитувани, како е можно фирма како Electra Solution, која немала ниту лиценца за надзор, кога се отвара тендерот од 22 милиони евра, да оформи конзорциум, да го добие тендерот и да наплати најголем дел од колачот, ако нема други работи кои не и се познати на јавноста? Јавното обвинителство мора да отвори постапка и да утврди како Electra Solution, која поднесува за лиценца, за надзор во сред јавен повик за прибирање понуди и ја добива за само 5 дена, успева да го добие тендерот. Мора да се даде одговор на прашањето кога Electra Solution ги контактирала Ептиса и ИРД, како и Евроконсалтинг на бараниот со меѓународна потерница Бранимир Димитриевиќ и како успеале да направат договор за заеднички настап во само неколку дена. Зошто ИРД, за која што, како што велат од владата, е фирма со меѓународно искуство, чекала Electra Solution, фирма за производство на долна облека, да добие лиценца за да поднесат понуда за учество на тендерот 22 милиони евра. Како Electra Solution ги убедила ИРД и Ептиса дека иако немаат лиценца за надзор, истата ќе ја добијат за 5 дена. Но и како ги убедиле дека ќе може да се носат со проектот, иако дотогаш произведувале долна облека. Јавното обвинителство треба да утврди како Electra Solution добива најголем дел од колачот, иако ИРД на хартија е носител на конзорциумот. Во изминатиот период поставивме и голем број други прашања, одговори и бараа и медиумите и стручната јавност. Очекуваме јавното обвинителство да се охрабри и да отвори случај. Доколку јавното обвинителство остане немо на овие индиции за криминал, се става во одбрана на истиот и ќе треба еден ден да даде одговор за тоа што го правиле. Ви благодарам, повелете доколку има прашање. Као бе пристигнано прашање до Центарот за комуникација на ВМРО ДПМН, од тој вчера кај вас ја префрлија топката дека пратеник од ВМРО ДПМН е барал пари за да гласа за уставни измени. Дали е точно? И дали е точно дека има најмалку 8 проевропски ориентирани пратеници со кои се преговара за да гласаат? Досадни се и неинвентивни одамна, тезите им се како владењето, слаби, подпросечни и со многу дупки. Но затоа пак истовремено се арогантни, исто како лоповлукоти што го демонстрираат. Доста мислам дека е веќе јавноста да се замајува со истите финти од типот дали Алијанса влегува во владата и сега кој има пратеници за уставни измени. Во меѓувреме умира 6-годишно девојче, а тие заташкуваат истрага, кој е виновен, Стејт департментот ги прогласи за корумпирани, крак се случува во секоја сфера, а имаме мафијашки пресметки како да сме див запад. Нема еден задоволен од земјата во власта, има скапотија, невидена скапотија, инфлација, но тие мислат дека ќе дефокусираат од реалните проблеми на граѓаните и дека ќе не замојуваат со тоа дали пратеници од овде или онде ќе гласаат за промена на уставот. Еве да ја затвориме темата, нека стават на гласање и во еден ден ќе се види се. Кој има пратеници или колку пратеници поддржуваат одредена идеја. На народот му е преку глава од вакви дневни препирања и надмудрувања и затоа сметам дека е потребна работа и решавање на проблеми, а не измислување и замајување на јавноста. Благодарам.